представници на медиумите. Денеска со дел од раководството на Министерството за внатрешни работи сме во посета на овој објект кој што е практично 80 поред кој што сме успеале да го реконструираме. И ова е направено токму во пресред на туристичката сезона, очекуваниот зголем обем на работа и токму во тој правец беше и подобрувањето на условите на полициските службеници овде на граничниот премин Пелница. Реконструкцијата е направена со донација од Меѓународната организација за економски развој во соработка со Македонското полициско здружение ИПА Македонија, Национална секција Северна Македонија и ИПА регион Скопје. Тоа е здружение на полициски работници, поранешни вработени во Министерството, припадниците на безбедносните агенции со посебни полициски овластувања, како член на Меѓународната полициска асоциација и некаде околу 617.000 денари е вкупната вредност на донацијата. Граничниот премин од денеска ќе функционира со две нови механички рампи со далечинско управување, нов канцелариски мебел, поставени нови знамиња и арболи, реконструиран под во објектите, електрична инсталација, што представува значителна реконструкција во однос на условите кои што претходно го има колегите, бидејќи објектот на полициската станица е превземен од армијата на Република Македонија во декември 2004 година. Колку се важни подобрувањата на условите за работа на полициските службеници, толку е важна и услугата која што тие ја дават на граѓаните, нивната безбедност, и во тој прилог зборува фактот во 2022 година преку овој граничен премин влез и излез оствариле 194.435 патници, од кои само во туристичката сезона, значи во јуни, јули и август, најголем дел од патници биле, односно 145.940 патници, домашни и странски државјани. Од почетокот на годината до 16.6.23 бројот на патници кои што го поминале овој граничен премин е 30.609 патници и тука веќе е во очекување или се зголемува бројот на патници како наближува сезоната за годишните одмори. Само за подсетување, ова раководство на Министерството за внатрешни работи, моја лична заложба на тимот со кој што работам, еден од главните приоритети беше да ги подобриме и унапредиме условите за работа на полициските службеници. На тој начин и тие да бидат позадоволни од условите за работа, меѓутоа и граѓаните да бидат задоволни од остварување на своите права. Продолжуваме и понатаму со нашето мото МВР за граѓаните. Тоа беше мото кое што е практично лајт мотив за секоја работа, за секој проект кој што го имаме во Министерството за внатрешни работи, со кое што сакаме да градиме полиција, да градиме служба во служба на граѓаните, гарант на нивната безбедност и на нивната сигурност. Благодарам.